Добро вечер, пријатели на телевизија Сонце и дијалозите на Македонија. Повод за оваа емисија, почитувани гледачи, е она што сите го знаете. Дишеме воздух што не труе сите полека, но сигурно. Ќе ве посетам дека на неодамнешниот протест пред собранието на Скопје од оние што го дишат овој воздух, објавија податок дека дневно во Скопје умираат 4 од тој загаден воздух. Но моиве вечерашни гости велат дека тој податок не е точен, туку бројот е поголем, за што ќе чуеме подосна. Дали ќе бидеме и ние натаму депонија на Европа, во смисла на тоа дека во нашава голема Македонија и Скопје е загадено на првата позиција на светската ранглиста на загадени градови, но ништо помалку не се загадени ниту Тетово, ниту Битола, ниту Струмица. Во Скопје има над 130.000 возила, ама никој не ги контролира какви гасови испуштаат. Покрај ветувањата на политичарите, граѓаните велат дека она што го диша секојдневно се повеќе им го намалува капацитетот на нивните бели дробови. Дури и Комитетот на Европскиот парламент препорача во неговиот извештај за Македонија дека треба да се обрне внимание на екстремното загадување на воздухот во Скопје и другите загадени градови. Се повикува на ефективна акција за мониторирање на квалитетот на воздухот и неговото подобрување. Ама кој да го мониторира? На овие и други теми вечерва ќе разговарам со моите гости, граѓанските активисти кои добро ги познавате, Тони Никушевски и Марија Ненов. Добро вечер. Добро вечер. Добре дојдовте во емисијата. И имам едно малку невообичаено прво прашање. Дали сте во тек со она што се случи на последната седница на Советот на собрание на Општина Центар, кога ВМРО и ДПМНЕ и СДСМ советниците се препираа меѓу себе каков воздух диша скопјани и представничката на Дом доктор Бети Дејанова им го кажа она што им го кажа. Знаете ли што им кажа? Да им кажеме на нашите гледачи. Прво, Тони. За жалете, може би требаше да искочи доктор Бети Дејанова за да каже за она што докторите веќе не може да го препознаат што значи пушач или не пушач. Да. Значи дека нема разлика за жителите на градот Скопје дали сте пушач или не пушач, затоа што едноставно сите сте вие затруени со овие бојни отрови што ги дишеме во нашиот воздух. Ненов? Па ние можеме да им кажеме каков е воздухот. Тој е загаден. Не треба да се карат и ДПМН и СДСМ. Загаден и тоа многу е загаден воздухот. Може би имаме проблем со поставеноста сама на одлучувањата и на организираноста на самото општество, апропо оваа работа би сакал да кажам. А не може прашања кои што тангираат некаква стручна проблематика, конкретно во случајов квалитет на амбиентален воздух, да одлучуваат или да зборуваат за неа, или да се караат или препираат советници на општински совет. Значи, тие немаат никакви квалификации, тие немаат никакви познавања, тие немаат никакви референции да зборуваат на оваа тема. Оваквите теми и оваквите прашања мора исклучиво да ги решаваат луѓе со висок кредибилитет и луѓе експерти во дадената област. А дали политичарите ќе го возможат тоа, ќе ги повикаат или? Па тоа е, мислам, борба на целото наше општество да го наметнеме тој модел на одлучување, да ги поставуваме нештата на здрави нозе. Ова емисија кога се емитува е сабота, а во петокот зошто протестирате пред Дрисла? Што се случи таму? Пред Дрисла сакавме да дадеме еден импулс, една порака дека ова е последно нешто што го толерираме и да упатиме 3 конкретни барања со прецизни временски рокови. Значи не тоа да се одлучува во некои идни времиња, маратонски постапки, не знам, далечни рокови. Едноставно немаме толеранција повеќе. Тоа беше една од оваква од пораките и дека во кратки временски рокови од 15 на дена очекуваме да се пристапи сериозно кон решавање на овие проблеми, да се организираат работни групи кои што ќе можат се тоа да го сработат, а тоа е усогласување на правилниците за вршење на инспекцијски надзор, значи нивно заликување на оние европски пракси, на оние европски трендови,
затоа што за жал можеби гледачите не знаат и многумина не знаеле. Повеќето од тие правилници се работени 1976 година. Како такви исто може и самите граѓани да ги видат и да ги најдат, да ги отворат на веб страната на Министерството за животна средина. А уште се во насила, а? Едноставно нештата кои што биле за 76 година не соодветствуваат со овој век сега и со денешните потреби. Се сеќавам дека ти имаш еден проект со фотокатализата. Така беше? Да. Дали Јани Макрадули пројави интерес за тој проект? Па не само за тој проект, жално беше што ние доста твориме се уште, меѓутоа некако го изгубивме изгубивме тој чекор и тој елан да воопшто соработуваме нешто со државата или да бараме од неа нешто. Првично не е само фотокатализата, значи ние работевме на неколку проекти кои што имаат директно кои што вршат улога на директно намалување на емисиите. Дел од нив и вршат директно намалување на самите извори на емисии. Значи тоа беа единствените работи кои што требаше да бидат прифатени за секој оној кој што би сакал да се занимава со одзагадување, со животна средина и така натака. Едноставно државата не беше спремна да даде помош, да поддржи, воопшто да го исперцепира сето тоа колку е значајно за Македонија и за самата држава. А дали остваривте контакт со Фондот за иновации, таму им предложивте нешто, прифатија ли? Па во тоа време нешто имавме некои начелни прелиминари разговори, меѓутоа официјално ние не конкуриравме. Конкурира еве некои две-три компании, конкретно зборам за проекти кои што имаат улога во одзагадувањето или во пречистувањето на воздухот. Меѓутоа на делоеве немаме се уште ни една видлива компанија што појави производ, компанија што покажа дело како нештото може да функционира. Значи, ние едноставно се уште немаме. Маријан, дали Македонија увезува отпад од Европа и станува европска депонија? Тоа може би најдобро треба да ги прашаме во царина. Меѓутоа, прашањето може да го модифицираме малце. А тоа е? Бидејќи отпадот може да се класифицира на друг начин и како некој репроматеријал. Ако отпадот го селектирате и го да се сецкирате, тогаш може да биде наведен како репроматеријал. Треба да се пратат овие увози, значи до крајната дестинација, значи може да бидат и големи компании, може да бидат и мали компании, па потоа незабележително да го однесат на тие места каде што се сомнева дека се гори, да кажеме, или се депонира тој отпад. Треба да бидеме прво и ние внимателни, бидејќи тие компании значи можат и да направат штета и на екоактивизмот назад. Меѓутоа треба институциите да прво да го решат овој проблем, бидејќи поминуваат, ако веќе се носи таков отпад, тој поминува низ нашите граници. Тоа државата го контролира. На границата оној цариник што ја гледа документацијата на некој камион што внесува таков отпад, дали е квалификуван да оцени дека тоа е опасен отпад или е репроматеријал? Тој треба да биде квалификуван да го. А треба да биде? Да. А не знаеме дали е? Не знаеме. Треба државата да си има институции за тоа да се грижат. Не мора да биде само тој, значи има и други истражни органи. Нема, затоа што прво нема апаратура која што може да изврши детекција, да изврши детерминација што се наоѓа во камионите, како тоа се увезува. Нема соработка меѓуинституционална, така да еден цариник не може да го праша Министерството за животна средина или Министерството за економија, каде завршува како крајен корисник тој отпад кој што допорано бил класифициран како опасен отпад, а денеска се декларира како суровина или репроматеријал. Значи, во недостаток на контролни механизми и на соработка меѓуинституционална, сето оваа заложба и сето оваа борба е минорна. Поштовни гледачи, ако некој од вас што ја гледате оваа емисија има контакти со Министерството за животна средина, со Министерството за економија или пак со владата, кажете им да гледаат со внимание затоа што сите овие досега кажани зборови се адресирани токму на нив. Докаде е развиен овој проект во светски рамки што го пласиравте во јавноста, а каде е Македонија споредена со светот? Па Македонија воопшто и иноваторството во Македонија, создавањето на нови производи, создавањето на нови вредности кои што создаваат повисока додадена вредност, експортни производи е многу мала. Не гледаме некој чекор, некој прогрес дека растеме, дека одиме во некоја позитивна насока, додека светот граби напред, светот инвестира во иновацијата, светот инвестира во ентузијазмот
Светот ја цени енергијата, таа е таа што го движи напред и што му возвраќа со поголема додадена вредност. Поштовани гледачи, јас направив обид во оваа емисија да викнеме некој од докторите, оние што се занимаваат со нашето дишење, со пулмологијата, меѓутоа поради нивната презафатеност не можеа да одговорат на нашата покана, во некоја од наредните емисии и со нив ќе го отвориме ова прашање. Но спомнавме дека професорката Бети Дејанова кажа дека во плунката на непушачи е најден цијанид. Што е цијанидот? Цијанидот е отров. Отров. Тој се користи како адитив, го има и во цигари, го има и во разни процеси на согорување се создава, така да тој е присутен во скопскиот воздух. Сега од тука се наметнува прашањето зошто државата досега не пробала да ги усогласи тие правилници со европските и да проба да мери параметри кои што се можни да бидат присутни во скопскиот амбиентален воздух. Жива исто така има во скопскиот амбиентален воздух, затоа што жива има неконтролирано десетици тони истурено во кругот на фабриката Охис. Таму денеска се случува крадење на материјали на железа од ромската заедница за носење на топење на тоа железо. Тие седат внатре во тој круг, во тоа опасно окружување, палат огин. Тој огин иницира испарување на нови емисии на живини испарувања. Значи, Скопје е сериозно токсичен град од сериозни хемикалии и затоа е потребна една квалитетна анализа која што досега не постои, никогаш не е извршена во Македонија или во градот Скопје, да ни даде еден убав спектар, една убава слика што имаме и што дишеме ние. Дали пролетта што доаѓа ќе придонесе со ветровите да се прочисти воздухот во Скопје? Не. Прочистување на воздухот може да осетиме и да видиме и реално да очекуваме само од инвестираното време, енергија и пари во техники, технологии, енергетски системи кои што ќе транзитираат нашата енергија, кои што ќе направат еколошки прифатлива, енергијата која ќе добиваме од зелени и одржливи извори, а не од највалканите возможни. Многу чудни ветришта дуваат во Македонија. Тешко дека ќе го рачетат ова загадување и тоа може да биде привремено. Постојано има потреба некој да загадува. Зошто? Затоа што поевтино му е да загади, да подплати, можеби не дека што треба да подмачка, отколку да постави квалитетни филтри и други методи да примени за да го спречи тоа загадување. Добре, што се случи со Југохром? Министерството за економија и Министерството за животна средина рече дури не ставите филтри, нема да работите и тие не може да стават филтри, Југохром не работи. Ама пак воздухот во Тетово е загаден. Да, меѓутоа ова е неспоредливо. Загадувањето во Тетово се намали за 2/3. Значи они има годишни концентрации од 150 микрограми на метар кубен, сега имаат просечно околу 50. Така да намалувањето е 2/3 и евидентно е дека Југохром имал 2/3 удел во тоа загадување на Тетовскиот регион. Баш кај што Југохром има долга историја на загадување на целиот регион. Значи имав чест да присуствувам скоро на една конференција организирана од гостиварските здруженија за животна средина, за чист воздух во хотел Бистра. Таму имаше предавање професорот Треча Стафилов кој што има најдобриот атлас направено преку биоиндикатори, користење на молови од разни места на државава. Така да тој е еден од најбогатите такви атласи кои што преку растенијата ни покажува колку една територија или една почва била под влијание на загадување. Загадувањето кое што го има вршено Југохром е стигнато скоро до Жеденскиот масив. Така да Југохром има 60 годишна традиција на тежок загадувач. Проблемот не е во одземањето на дозволата. Проблемот е во неисполнувањето на обврските на самиот инвеститор. Значи, една таква постројка подлежи под одредени регулации, под одредени закони. Значи, тоа спаѓа под објект од А интегрирана дозвола. За да може да се извади таа документација, потребно е тој објект да го прилагоди своето производство, да го прилагоди да ги прилагоди своите емисии, да не представува загадувач, значи да биде во некоја рамка која што ја препишал законот.
Меѓутоа, самиот Југохром и после 2-3 пати продолжување на роковите од по неколку години не успеа да ја заврши таа постројка за филтрација и едноставно тој самиот не успеа да се избори за простори, да ги задоволи оние правни норми за да... Дали ова што досега го кажавте може да се заклучи дека Македонија се по однос на загадувањето и на Балканите индустрии што го трујат воздухот, што го дишат граѓаните, спаѓа во редот на оние држави што се наоѓаат во Африка, Азија или пак во Средна Америка? Ние мислиме дека почнавме да, односно постанавме една европска депонија, голема европска депонија, каде што можеби и другите земји сакат од некои материјали кои што сакат да се отарасат, можеби ете доаѓаат и до кај нас. Пак ќе повторам, се помалку мислиме дека институциите кои што се должни да го спречат ова загадување се неспособни. Се повеќе мислиме дека се дел од проблемот наречен загадувањето. Дали сте направиле консултации со некои правници кои можат да ви одговорат на следното прашање? Дали е можно да се покрене тужба против некое злосторничко здружение кое од Македонија прави европска депонија? Верувате дека е можно кое е тоа злосторничко здружение да го дефинираме? Јас можам да ви одговорам. Јас сум со години во македонските судови, се борам против такви злосторнички здруженија и можам да кажам дека се додека имаме вакво судство и ваков правосуден систем, не е можно да се успее со ваква тужба. Само надвор од Македонија може нешто да се направи во правосуден систем. Меѓутоа, во Македонија, во овој момент, судството е едно од најкорумпираните делчиња. Значи, ние со вакво судство не можеме да се бориме, особено со мокници кои што имаат многу пари, бидејќи сметам дека во судството постојат многу подкупливи личности. Тука би дополнил само нешто. Многу малку од граѓаните и од активистите ја познаваат и е многу важна. Тоа е така наречената Архуска конвенција. Архуската конвенција предвидува вклученост на заедницата, пристап до информации на заедницата на граѓанинот и пристап до правдата. Значи, доколку сите овие работи функционираат, тогаш ќе знаеме и може да очекуваме дека една држава или нашата или било која држава има функционален систем кој што може да ги придвижи овие работи напред. Дали граѓаните на Македонија можат ова да го знаат што сега ти го рече и да покренат да граѓанска иницијатива во време кога се граѓаните неинформирани, необразовани, уплашени и заплашени? Многу од граѓаните се запозна и многу од граѓаните станаа свесни, стануваат се посвесни. Тоа го гледаме по нивните реакции, по разговорите кои што ги имаме со нив. Значи, прво нивното знаење премногу еволуираше овие неколку години, а со самото тоа и направивме да тежиме многу повеќе на властите и да бараме подобро утре за сите нас. Дури во петокот, таа, значи, блокадата на Дризла беше во таа насока да се дигне свесноста кај граѓаните и мислам дека колку луѓе се собравте таму? Не беше цел да биде масовно, значи ова беше предупредувачки протест и кратка блокада. Меѓутоа, нас ни се јавија многу луѓе, ни се јавија од локалното население, кои што сакаат да учествуваат и доколку се создадат услови за повторно да организираме таму протест, а има големи шанси за тоа, тогаш ќе ги повикаме сите масовно да дојдат. Она што претходно го кажа Маријан за нашето судство дека е подкупливо. Прочитав, почитувани гледачи, деновиве еден ваков текст. Не е точно дека сите го дишеме истиот воздух. Главните загадувачи одат на зимувања на Алпите, нивните студенти учат во странство, нивните деца учат во приватни училишта со филтриран воздух, нивните сопруги ги лофтираат дробовите на шопинзи по светот од Виена до Дубаи. Останатото е демагогија за внатрешна употреба, да се исклучат најголемите загадувачи, а не да се печали на двојно поскапите паркинзи. Загадувањето е етичко. Дали е загадувањето етички проблем? Загадувањето е широк проблем. Не само во однос на животна средина, во однос на здравјето на луѓето. Еве, јас ќе кажам, значи, прво загадувањето е бизнис. Еден многу добар бизнис представува загадувањето за оние кои што го креираат. Меѓутоа, од друга страна, загадувањето прави и штета на другите бизниси. Можам само да ви кажам дека во зимскиот период, кога ќе се објават во светски медиуми дека Скопје е најзагаден град,
Може да ви кажам дека имате масовно откажување на аранжмани на туристи за Скопје, односно букирања, така да трпат хотели, туризмот трпи, значи хотелите, апартманите, рестораните, туристичките водичи, сите трпат. Од друга страна, град Скопје наметнува туристичка такса што треба да му ја платиме, односно да ја платат овие туристички лица што вршат оваква дејност и сега ќе им платат туристичка такса, трпат штети поради тоа што градот е загаден. Ду посета. Градот рече дека на возилата ќе им стават налепници, оние возила што се од постар датум, што испуштаат темни чадови, ќе им стават налепници. Но, ниту налепници видовме на возилата, ниту пак полицијата ги контролира тие што одат. Дали е тоа резултат на слабата информираност на полицајците или пак нивното ниво на образование? Не, тоа е на тотално неорганизираниот пристап во решавањето на оваа цела работа. Значи, искочи дека се само да се залепи една налепница на самото возило. Повторно ќе кажам, без контролни механизми, нештата не може да функционираат. Ние може да имаме и најново возило, 6 месеци старо од автосалон, кое што возило му се случил проблем во неговиот филтрацијски систем. Значи, ДП филтерот во катализаторот, едноставно тој автомобил да биде тежок загадувач, да биде многу поголем загадувач од возило од 80-тите години, во таков случај. Така да, налепниците без нивна контрола нема да направат никаков ефект. Би сакал за нешто друго да се навратам преска што го спомнавме, што е многу важно, да не добијат лошите сили во општество простор за храна со која што би тежеле повеќе, а не би одело сето тоа во интерес на решавањето на овој проблем. Значи, западните држави не се организирале здружено против некоја си Македонија или против некоја си територија некаде за да ја трујат. Значи, тоа се одредени лукративни бизниси, лукративни луѓе од едната и од другата страна на, така да кажеме, границата. А што е проблемот? Модерните држави, развиените држави биле свесни дека прљавите работи може да направат сериозен проблем во оние трети земји. Од едноставна причина што третите земји ни се технолошки спремни, ни се спремни во човечки ресурси да менаџираат такви сериозни прашања или такви сериозни проблематики како што е отпадот. Англија, Европска унија, сите овие држави имаат забрана за изнесување на опасен отпад во трети земји. Меѓутоа, начинот на кој што се изигрува таа Базелска конвенција за транспорт на опасен отпад, ќе ви карикирам како пример. 5% од гумите во Германија, ова е факт, 5% од гумите во Германија не се знае каде завршуваат, додека останатите 95% одат во перфектни рециклажни центри кои што користат од старите гуми само суровина, а немаат никакви емисии, значи не представуваат загадувач. Овие останати 5% на автомобилски гуми што они немаат контрола, што не може да ги допрат, завршуваат во третите земји. Сега што е проблемот? Значи, германскиот регулатор не може таа декларација да ја контролира до последната земја корисник, значи до последната земја каде што треба да стигне таа стока. Тоа е обврска на самата држава каде што влегува таа стока да провери што има во тој камион конкретно и каде завршува сето тоа. Значи, не се државите европски или светски организирани во некаков си заговор против Македонија. Проблемот е само што во Македонија има неорганизиран систем, а има луѓе жедни за пари по секоја цена. Тие пари се плодната почва на оваквите лоши бизниси кои што представува сериозна закана за сите нас. А дали тие луѓе што се жедни за пари имаат нивни деца што го дишат овој воздух, тие се свесни за тоа или не се свесни? Па претпоставувам си се лажат дека 6 месеци им се надвор од овдека и дека се спасени од овој проблем. Меѓутоа кај загадувањето проблемот што е, не може да кажете која доза или колкава доза може да направи сериозен проблем по вашето здравје. Маријан, дали поради овие работи што досега ги кажавме на изборите што ќе бидат во март за председател на Македонија, ќе избираме председател на Македонија или ќе избираме директор на депонија Македонија? Ние сега Кисело се насмеавме, а? се чувствуваме како да живееме во депонија. Така. Сега да ве прашам нешто практично. Веројатно знаете дека кеот на Вардар од онаа страна, од МТВ до бензинската пумпа, навечер е место каде што се одвива оној ноќен живот. Но во овие студени денови тие пријателки на ноќта чекајќи ги муштериите да не замрзнат, горат гуми, пластики, а околу има полно полицајци и обезбедувачи и никој не реагира. Како е тоа можно?
Тоа веќе е друг проблем. Значи, може би треба институциите може би да признаат таа дејност, работа, па да стават во законски рамки, па да им обезбедат некои игралици, постројки. Пребријалишта, да не мрзнат и да не се свари. Тоа е еден од помалите проблеми околу загадувањето. Поголемите проблеми се близу. Близу тие ноќни дами и тие имаат многу поголеми издувни вентили, низ кои што не трујат. Сега едно сериозно прашање контра ова што го направивме како мала дигресија. Трошоците за лекување на граѓаните од загадувањето, во која релација се со трошоците што се вложуваат за елиминирање на загадувањето? 100 пати. И тоа со сегашниот буџет, каде што за прв пат во Република Македонија се одобрени уште додатни 1,5 милиони евра за борба против загадување. Значи, сета таа цифра, која видиме, 100кратно помало од парите кои што ние ги губиме за здравствени последици. Значи, 2 милиона евра наспроти 225 милиона, тоа беше предпоследниот извештај, мислам со последниот дека трошиме отприлика 300 милиона евра годишно на здравствени последици предизвикани од на здравствени услуги да се елиминираат последиците од загадување. Значи, ние последици од тоа загадување не чина 300 милиони, а вложуваме 1,5 милион 2 за да го решиме тој проблем. Што е премесериозно. Најефикасен на решавање на овој проблем е ако прво се лоцираат тие жаришта кои што загадуваат и таму се реагира. Таму да се спречи загадувањето од коренот. Тоа цело време го збориме. А они што прават, сега ќе дадаме финансиски средства или ќе ги упатуваме граѓаните да се лечат. А тоа се последици од загадувањето. Причината треба да спречиме, а не да ги лечиме последиците. Велат дека умните луѓе ги отстрануваат причините, а оние другите ги лечат последиците. Профилаксата е мајка на здравието, не е лекувањето. Ние постојано ќе имаме последици, од ваквото нешто. Како може да се мери загаденоста, со кои инструменти, со кои мерни единици, со кои методи? Она што го знаеме од нашава историја, од нашава искуство, не се тоа некои модерни инструменти. На светски план, каква е состојбата? На светски план состојбата е така како што треба, како што соодветствува за овој век. Например, сулудо би било да видите инспектор на Сојузна република, некоја германска, да каже дека него ќе му требаат 6 месеци или година дена да утврди и да детектира дали воопшто постои во таа почва линдан. Како конкретно што е кај нас случајот со Пеленица. Ние треба да чекаме месеци и месеци да се најде државата лабораторија, да се најде кој сето тоа ќе го испита за да видиме од каде и до каде имаме ние излеан линдан. Значи, нашите служби без да бидат екипирани со адекватни алатки, тие не може да одговорат за предизвикот. Но основната алатка, ќе се согласите, е овде, не е во рацете или во некој инструмент. Не е така. Од главата доаѓа волјата, искрената волја, меѓутоа инструментите се тие што може да направат потврда и да направат нештата да станат видливи за нас. Не барајте свеска оно што загадува и профитира од тоа. Затоа што системски, ако биде сето тоа влезено, тој инспектор влегува, зима мостра, самите апарати имаат опција да се превземе GPS локација, значи точно ќе се знае каде стоел инспекторот, од каде го вршел увидот и сите тие работи. Затоа зборуваме цело време дека нас ни треба систем цел за постапување и за функционирање на овие дејности. Ние имаме многу папирологија, имаме многу хартии, многу закони, правилници, како што ви кажав, јавно овако објавени. Меѓутоа, ако седнете да листате од нив, верувајте дека скоро ништо од тоа не е видливо во пракса. Нивната распореденост сама каква е, бидејќи потекнуваат од 76-та година, повеќето од служби кои што треба да извршат одговори или кои што треба да реагираат или да дадат некоја насока, тие веќе не се во функција, не постојат. Значи, ние имаме еден куп хартија, еден куп пишани слова, меѓутоа функционалност немаме никаква. Ненов, што правиме тука? Имаме и мерни станици, кои што да го детектираат до некаде тоа загадување, меѓутоа пак симптоматично е да одредени мерни станици или незини делови во одредени моменти не функционираат. Сега ме интересира ваш коментар на она што се случи негде крајот на минатото лето. Амбасадорите на ЕУ и на Соединетите Американски држави ставија ракавици, зедоа вреќи и го чистеа кеот на Вардар со некои граѓански активисти. Научија нешто граѓаните на Скопје од тоа или не?
Па мислам дека ние слабо учиме овдека. Срединава така лошо делува од еден на друг и ги зафаќа сите негативна енергија. Добрите пракси што можеме да ги видиме од некои странци или од некои наши странски искуства кога одиме, тие трајат можеби еден ден од кога ќе се вратат луѓето во Македонија, меѓутоа повторно овдека ги фаќа тоа темпо на. Значи се вклопуваат во општото сивило. Да, се вклопуваме во општото сивило и тука сите се причинители на загадувањето, тоа е Губат факт. волја да продолжат на таков начин. Тоа е добар гест. Мислам дека треба да се повторат и по-широко да бидат прифатени. Оние луѓе што чепкаат по контейнери, оние луѓе што на пазарите околу нив продаваат се и се што само за да се прехранат. Тие се свесни за екологијата и за воздухот што го дишат? Не може од таквата категорија на луѓе да бараме да бидат свесни. Меѓутоа, затоа треба да имаме добри регулацијски тела кои што ќе носат закони, кои што ќе носат правилници, кои што ќе го прават нашето општо заедничко живење многу поелегантно. Нити тој човек нас да ни пречи, нити да и пречи на животната средина. А државата мора преку други модалитети да си најде начин како ќе ги помага таквите категории на лица. Што правиме со образовната и еколошката свест на граѓаните? Има една фирма во Скопје што стави зелени, жолти и други контейнери, ама никој не ги почитува дека зелените се за пластика, жолтите се за стакло и... Прво, ние немаме таков систем развиено. Тоа е... Проблемот треба да го третираме од почеток до крај. Ако ние почнеме селекцијата, а јас сум за да се почне таква селекција, на селекција на ѓубрето, тогаш не се само поставување на такви канти. Значи, ние треба да ги имаме тие канти и во домаќинството. Треба да ги имаме и на улица такви, значи контейнери со различни бои за различни нешта. Треба различни возила, односно или возилата да бидат адаптирани на комуналните предпријатија, да не ги пикаат повторно во исто кога ние ќе ги селектираме. И тие треба да се однесат на различни локации таму да се депонираат. Ние џабе ќе ги селектираме во домашни услови, кога тоа после пак во контейнерот пак се меша све и ништо не сме направили. Како тоа да го постигнеме кога Трпе и Рамче не знаат што е пластика, што е стакло, што е хартија? Словенија е добар пример. Можеме да учиме од словенците за овакво нешто. Не се далеко, Словенскиот пример, дури имав прилика да гледам на една документарна емисија, гостува заедно со директорот на онаја фабрика за рециклажа на отпад во Шведска, толку популарна, мислам дека чинеше околу 700 милиони евра, наспроти словенската која што чини околу 100 милиони евра, значи 6-7 пати поевтина. Како модел, словенскиот би одговарал многу повеќе на нашиот, од причина што обезбедува поголем удел на рециклираниот дел од самиот отпад. Значи, да кажеме, ако швеѓаните 70 или 80% од отпадот оди директно на согорување, во Словенија уште 30-40% од тој отпад наместо да заврши на директно согорување, дел од него се рециклира. Зошто го зборам ова? Тој модел е многу поважен за држави како Македонија. Прво што самата постројка во самиот старт е многу поевтина. 6-7 пати за постројката е сериозна разлика во цена. Самата поставеност на поголем удел на рециклажа од самиот отпад обезбедува повеќе алки во самата економија. Значи, ние, оние лица кои што сега не знаеме како да ги згрижиме, или нашето Министерство за труд и социјална политика нема модус како да ги преструктурира или како да ги преобучи за да добијат некое друго квалификување, а перфектно си ја вршат оваа задача на рециклажа, да си продолжат да го работат сето тоа. И да имаме такви алки да не представуваат терет на системот, него да бидат згрижени во еден таков систем. Повелим Ненов, сакаш да кажеш нешто или не? Околу ѓубрето. Прво, ѓубрето ако се селектира и се извлече оној дел што може да се рециклира, останува другиот отпад од кој што може да се согори, да представува некој на начин гориво за енергетиката. Сето тоа ако се направи со квалитетни горилници и печки, значи тој нема да представува опасност за екологијата, за животната средина. Значи на таков пристап треба да направиме и така треба да го третираме сето ова. Сега сме при крајот на емисијава, па сакам да ви кажам едно искуство со една препорака. Вие сте сега граѓански активисти кои се борите за чист воздух и за еколошки стандарди. Мафиозите во Америка се занимаваа со прохибиција на алкохолот. Па потоа парите ги вложија во сервиси за перење.
сега се занимаваат со рециклирање на отпадот. Дали вие не размислувате да станете мафиози за рециклирање на отпадот? Немаме намера да се бавиме со такво нешто, ние сакаме... Ама тоа сега не е забранета дејност, тоа е полезна дејност. Ние немаме капитал како мафиозите прво Па имате фонд за иновации. Да го искористиме и фондот. Да. Јас сакам нешто друго да повикам. Како граѓански активисти, баш во делот за чист воздух, свативме дека не можеме да се подпреме доволно на постоечките мерни станици кои што се сега поставени по градовите. Баш од таа причина што симптоматично се палат и се гасат кога треба, кога не треба. Затоа направивме една иницијатива и благодарение можам да кажам најповеќе на Тони. Донесовме во Македонија мерни сензори кои што првенствено мерат PM честички, PM10, 2,5 и 1, но во блиска иднина ќе мерат и издувни гасови, значи различни гасови, и тие мерни сензори ги почнавме со помош на граѓани да ги поставуваме на различни локации по градовите. Во Скопје во моментот има такви два сензори, едниот е во центар, другиот е во Железара, во Битола има два, а во блиска иднина ова акција ќе се прошири драстично и во други градови, и во Битола и во Скопје со поголем број на сензори. Тие сензори што придонесуваат? Детектирање на загадувачот, точно кој и каде е? Вака, овие сензори се дел од еден нов модерен пристап во мерењето на загадувачи во модерните градови или наречените така наречените паметни градови. Самото мерење на 6 локации колку што ги има државни станици во градот Скопје е недоволно. Значи такви проблеми имали сите модерни градови, конкретно би го изели градот Краков, и тој имал 6 или 7 државни станици. Самиот квалитет на податоците кои што потегнуваат од 6 станици на толку голема површина е недоволен за посериозно разгледување, за посериозно проучување на оваа тема. Светот и целата тенденција на науката и на сите инволвирани во оваа проблематика е создавање на густи мрежи од сензори или хиперлокални мрежи на сензори. Имено пред 10 дена градоначалникот на Лондон објави поставување на 1000 овакви сензори во градот Лондон, кои што ќе бидат поставени на бандери, на сијалици, на автобуски постројки, на критични места, за да се добие една поубава слика за загадувачите и за загадувањето во градот Лондон. Да може да се врши предупредување на граѓаните, да може да се врши планирање на нивните активности, затоа што од загадувањето нас исто ни зависи и тековните активности во самиот ден. Доколку е премногу загадено, тогаш не е препорачливо да излегуваме надвор и да џогираме, тогаш може да одиме во театар или може да одиме на кино, или кај пријатели на гости. Целта е да им се каже на граѓаните дека тие се многу помокни од колку што мислат. И дека еве на пример со креирање на една ваква густа мрежа од сензори против загадувањето, многу полесно ќе знаеме дека е загадено и многу полесно можеме да ги лоцираме до одредена точка загадувачите. Во тој момент не може некој официјално лице да им каже на граѓаните: вие сте криви со колите, вие сте криви со ќумбињата и затоа ќутете дека ви е дома загадено. Не, тука се одвиваат некои други процеси и ние сме желни да ги откриеме тие процеси. Поштовани гледачи, времето за наша емисија истече. На крајот сакам да ви упатам еден апел. Бидете активни, следете ги медиумите и приклучете се на граѓанските движења кои се борат за чист воздух, затоа што тоа ќе биде за ваша добробит, за добробит на вашите деца да растат во еден здрав амбиент, а не да бидат труени од отровните гасови на индустријата. Поштовани гости, ви благодарам на гостувањето. Благодарим и на вас. Благодарам на приликата. Се надеваме дека ќе успееме нешто заедно, Јас сум сигурен дека ќе смениме. Со овој оптимизам ви велам довидување и пријатно до следната прилика.